плачипичко, каде гори? Дојде јајцето на гзот, а? Мицковски мора победник со победник да коалицира. Ништо не мора више, бе. Ништо не мора. Не мора ни да ве погледне. Може и на гзо да не ве стави ако сака. Каков победник за победник умре тоа. Тоа у шугави држави се прави. По бинационални морал да коалицира со победникот од другата етничка група. Шо е бе ова бе? Либан. Баба ми те тераше да трчаш по скутот на бугарите, да работите за уништување на македонскиот идентитет, за бришење на македонците. Баба ми те тераше да идеш да трчаш, да лобираш по светов, по Европа за Косово. Од кого беше ти назначен тамо на тоа место министер? Чии интереси требаше да браниш? Албанските, бугарските или македонските? На твоите сограѓани македонци? Плачипичко една. Нема победник со победник. Ви го збрца Мицко. Ако ви е. Ваков бил, онаков бил. Нема да стане премиер, не го бива, не ова, не она. Како е сега? Како е? Сега, ако направи 70 пратеника и преку 70 пратеника, како што стојат работиле, ете тој Мицковски што го викавте ваков онаков, изгледа ке се држи до некои своји принципи, барем по оно до сега што го збори. А тоа значи дека ке го врати и името на за ваша најголема жал, дека ќе ги врати имињата на македонските институции, особено културните, пак да си биде македонски балет, македонска филм, македонско ова, македонско ова. Ја уште ова му сугерирам, да ги врати, да стави нови таблиците, оние што ги брусевте со знамињена на со звездата од Кутлеш. И не само тоа, Мицковски, жити све. Порано имав мал проблем, знаеш, со споменициве со оза. Не бе, брат, слушај, сега 100 ќосиња да ставиш. Пред секој суд, у секој град, у Македонија по едно ќосе, таков каков што беше ондека, кај нашите судови. Уште 15 коњи Александар, не само на конјов, малце уште поголеми јајцата да му ги направите и тоа патлакот. Да може да го видат од сегде. Тоа треба да направите сега. И да направите и немојте да се плашите. Затоа што светот не е више ист како што беше пред 20 години, кога Дуи доаѓаше на власт со помош на ЦИА, на НАТО, на сите останати, на меѓународната заедница. Кога се случи војната во Македонија 2001. Не е више ист. Немојте више да се плашите. Ни од Дуи, ни од грците, ни од бугарите. Грците, да, кога ќе ги направиме овие работи, може да стегнат економска блокада. Нека стегнат, бе, нека стегнат. Ако вие сте решени да направите ова, да го вратите достоинството на македонците, а по се изгледа сте решени, ако сите ви правеа филмови пред изборието дека наводно лажете додека дојдете на власт, изгледа дека сте решени, тогаш значи дека имате некаков бекап за да го направите тоа, у случај Грција да някаква економска или не знам каква блокада, Бугарија, едно вето, друго вето. Знаете што да направите? Знаете што да направите за тие наши вечни душмани? Ние да направиме контрамерки на тоа, пошто дел од овој наш народ не разбира што е понижување на собствениот род, кога некој ќе те понижи како народ,
Треба преку санкции да им покажете, да ги научите како е тоа. Например, самите ние, како држава сега, да им забраните на тие говеда, што немаат трошка самопочитување, да идат у Грција. Едноставно не го пуштајте на граница. Ама имал стан тамо. Не, одредена забрана. 2 месеци, 3 месеци ова лето, шо и сака нека прави Грција. Нема одење у Грција. Ке си седите дома, а пошто имате пари онака, шом сте купуеле стане у Грција, идете на некоја друга дестинација светска, идете на Маршалски острови, на Малдиви, идете било каде. Идете посетете Индија, шо знам, Кина, посетете Зашто да не? Идете у Сочи, можам ја тука да ви направам добар аранжман, ќе платите дури 30-40% поевтино и ќе си поминете супер. Само треба да му се јавите на Куров или на агентот Куров. Куров веднаш ќе ви стели, да не ми е проблем тоа. Ќе му се јавам на Владе у Москва, ќе му речам вака и вака, 3000 македонски туристи пуни ко брода и со пари, што наследили од мама, тато, некои што искрале, сакаат, немаат каде, им забранивме да идат у Грција, сакаат да дојат, не знам, на одмор у Сочи. Може ли некој попуст да им направиме? Да не виде се ако за вашите тајкуници, пак овие нашиве не се толку како овие рускиве богати. Ја не верувам дека Владе ќе ми направи проблем околу тоа уопште. Тоа е едно. Значи, самите забрана, нема идење у Грција. Нема да ги пуштате на граница. Втора работа, уште побитна. Океј, адхок што се вика, сте зеле бугарски пасоши за да работите у странство? Сте зеле? Океј, вратете во македонски. И не ви правиме проблем. Сте зеле бугарски пасош од економски причини, наводно, за да идете за да работите по светов, океј, идете работете, но вратете во македонскиот пасош назад. Шо ќе ви бедва? Нека и така ако ве рачунаат, нека ве рачунаат бугари. Шо сега ќе се заебавам? Па после они да се китат со перие со тоа. Сакаш бугарски, врати го македонскиот. Чиста работа. Ни лук, јал, ни кебапи. И трета работа. Заканите што може да ги добивате од Европската Унија и од овој големиот брат. Исто на онаквото да не ги ставате на гзот. Ово им го кажувам на ВМРО ДПМН, на ВМРО-овците и на Мицковски. Зашто? Затоа што Европа сега, Европската Унија сега и пред избори, мислите дека некој од нив ќе примета дека ние ако го вратиме името? Не бе, ние сме за нив предмет на интерес, само ако овие бугариве малце вака не им со нас не им направат вака како на биконец од црвена марама пред очи, вака не растресат. Тоа е една работа. Втора работа. Нема да можат било што, било кој да дестабилизираат регионов ако се плашите од војна, како што вели Дуи, како што се заканува нон-стоп со војна, затоа што американците милиарди долари фрлија да го стабилизираат ова парче од Европа одека, и сигурен сум дека сега нема баш така лесно да дозволат нивниве овие што се собарици француски да го дестабилизираат Балканот само затоа што Мицковски не сакал да коалицира со нив како победник со победник. Не. И таа работа умре, затоа што американците многу добро знаат дека уште таква дестабилизација на Балкан покрај сите овие крупни што ги имаат по светов, нели, дека ама воопшто не им иде во прилог. И уште една работа, европските овие унија што се наоѓа пред изборите едно второ. Значи, луѓе, во Европската унија не цветаат ружи, страотни проблеми имаат. Имам пријатели сегде. Конкретно, еве во Шведска, имам една пријателка у Стокхолм. Значи, неиздржливо е за овие за швеѓаниве веќе станат од тамо.
и со мигрантите, со порастот на криминал, благодарение на тие овие што пуштија толку мигранти внатре, со насилствата, со све. Има една партија шведски демократи се вика. Таа партија зема се поголем замав во Шведска и таа партија, да кажеме, е екстремна по своите ставови кон мигрантите, затоа што тамо се влезени луѓе кои што сакаат исто така да си ја вратат Шведска во своји раце, затоа што сметаат дека швеѓаните си ја загубиле Шведска. Вакви партии имате во Норвешка, имате во Данска, имате во Франција, имате во Германија, се повеќе кои што добиваат се повеќе приврзаници. Така што Европската Унија сакале вие проевропејците, овие како што се правеат Пачевци, неговите подопашници, спинери, кои што пропагандисти, кои што се колнеа во таа ЕУ, сакале да признаат или не, ЕУ има доволно проблеми да се грижи за својот обстанок пред се и за својата судбина, која што на големите, на елитните играчи тамо во Унијата им одговара, и сигурно ќе нема сила да се занимава толку со нас, доколку си го вратиме достоинството, така што ќе го вратиме името и ќе нацртаме уште подлабоки црвени линии во однос на македонското прашање и оние идентитетски карактеристики наши кои што се обидоа со сите сили да ги избришат надворешните непријатели наши, петата колонија внатрешните непријатели кои што живеа рамо до рамо до нас. Ќе биде можеби непријатно одредени ситуации, ќе биде тешко, но ако ВМРО работи според она што доветуваше на изборите, според својата програма, тоа го кажав и вечерта кога победи на изборите, не треба да се плаши од ништо ако го има македонскиот народ како ветер у грб. Така што пукајте јако, плачи пичкиве нека си плачат и понатаму, соседиве што сакаат нека прават, ќе биде тешко, ти наметне економско ембарго нема да биде баш лесна работа, но мудрите филозофи рекле не постои свет, не постои нешто што нема алтернатива. Доста го труевте 30 години народот со приказната немаме друга алтернатива освен ЕУ, немаме друга алтернатива освен НАТО, имаме бе. Светот е полн алтернативи и ти секогаш можеш да најдеш патче како да избегнеш одредена неправда, одредена штета што ти се прави, одредено зло што ти се прави, како водата што секогаш пронаоѓа пат, нели која да излезе надвор на некоја површина или нешто, така и човекот тоа е способност, мислам, на секое интелигентно суштество да пронаоѓа решенија, а решението никогаш не е едно, како што рече големиот Сократ, кој беше исклучително паметен човек, без разлика тоа ќе кажете некој си сакал момчиња, тоа стара Грција било ко добар ден, али не е се тоа важно, како што рече Сократ, светот не е црно и бел. Туку светот е составен од 50-100 нијанси на сиво. И доста го перете, го миете мозокот на народот со таа нема алтернативи. Секогаш има. Секогаш. И веројатно ВМРО Мицковски,
ако тргнат во оваа авантура, како што тешка авантура, тешко патешествие, затоа што тие предходно ни го загорчија животот на македонците, Тачевци дуи, ако веќе тргнат вистина во таа авантура, би рекол, убава авантура, сигурно веќе имаат и што се вика она некаков бекап, некакви алтернативи да се пребродат сите премрежје што одејќи по тој пат на враќање на македонското достоинство може да ни се испречат. Уште еднаш ги посакувам на ВМРО-вците не 65, 72 пратеника да добијат со коалицијата. Веќе немојте да ми ги дуете знаете што со приказните, ама тоа значи апсолутна власт. Ме заболе патка, ако значи апсолутна власт и што значи апсолутната власт. И како може апсолутната власт да те натера да лебдиш 2 метри над земја. Ме заболе. Вратете го достоинството, да заборавиме на понижувањата што ги доживеевме изминативе 6 години, а галиба тоа да се случи и не може поинаку освен со апсолутна власт. Мора некој да каже, вака ќе не правиме и баш не заболе што ќе кажат останатите. А тие останатите, што ќе кажат, па баш не заболе. Тие нека мислат сега како побрзо да избегаат кај Максо у партија, најдобро би им било, ако е Максо доволно глуп да ги прими, затоа што добро се тамо кај него и од таа партија и сите се, реално кога ќе гледаш, но ако ги прими овие од Бродов што потона, треба да знае дека за 6 месеци партијата ќе му направат бордел. Така да оставаме тоа на нив, на него, на Максо, ако сака да ги прими као сирачиња, нека ги прими се, јеби го. Но више, вашето мислење е неважно. Не Филипче да го ставите за нов председател, а Филипче веќе го ставаат за председател. О, Боже мој! Тој што јеба мајката во време на короната, ни еба мајката на сите, па него за председател. Гледате ли колку паметни им иде на тие СДС? Гледате ли? Човекот кој што знаеме како замина кога напушти министерско место здравство кога заврши короната. Знаеме колку натанкан замина. Знаеме што правеа, како правеа, со таков скандал, што го прчеа тамо овие ири, како се викаат на што правеле со ова која изгоре модуларната болница у Тетово. Со таков скандал, кретените од СДС ставаа таков човек што е уплеткан у такви скандали. Не зборам со вакцините, приказната со вакцинацијата, лагите, манипулациите што ги сервира од тоа министерство, карантините, затварањата по дома. Да не зборам, сите знаете какви беа тоа измачувања и замисли будали. Изгубија избори катастрофално. ВМРО-вциве ги измочаа, што се вика, и овие прават сега кобајаки реформа и главен кандидат за председател име Филипче. Тоа тоа бе, не знам, ставите клjuč тамо под партија, не се заебавајте, очигледно со овој потез покажавте дека ни се каете за тоа што им го направивте на македонци во изминативе 6 години, ниту се каете, а што е уште потрагично, вие уште не разбирате реално зашто ги изгубивте изборите. Ако го ставате Филипче за нов председател, или не знам,
без потоци. Ама еве Филипчеви е најјак кандидат. Вие сте бре ненормални бе. Ставите клjuč на врата тамо. Не се заебавајте. Значи, да завршам пак позитивно со видеоролнава. Мицковски, ВМРО ДПМН, терајте си, додека одите по патот што 6 години ви го покажуваше овој народ по кој што треба да тргнете, за да се осети, да се почувствува пак како народ. Не се плашете, тој народ ќе ви биде заштита од сите сатани околу вас. Мал народ сме, но доволно силни кога ќе застанеме еден за друг, да бидеме тврд, цврст орев, кој што било кој од страна, дали биле Амери, Бугари, Грци, нема баш да се осудат во таква ситуација да го загризат, која ќе знаат дека народот, македонскиот народ, исто мисли со оние кои што тој ги одбрал да ги води. Да го води, поправо. Така, останете во добро расположение и не се плашете од ништо, веќе поинаку се диши.